Последно 11-то коло од есенскиот дел на шампионатот во втората машка кошаркарска лига. Ќе го проследиме надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс од Тетово и КК Борец Баскет од Велес. Вие ќе го проследите овој надпревар на YouTube каналот на Тетовски спорт, благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи Пица и кек сервис Јани FM и Вај Продакшн, како и секогаш, така и овој надпревар. Само што започна надпреварот, гостите први во напад, со број 15 промашува таму Камшиев. Освен него, во првата петорка, да го проследиме само овој напад на Вапски. Од второбит Крсте Вапски погодува, први поени на надпреварот. Со број 0. Тука во напад еден од гостинските кошаркари. Сега со број 5 за 3 поени промашува Чадамов. Може да ги кажеме и првите петорки на овој надпревар. Јаневски, Славиша, Вапски, Крстевски, Шуменковски и Теофиловски за домачините. Кај гостите Митев со број 0, Чадамов со број 5, Картулович со број 6, фаул на Јаневски во меѓувреме, капитенот Бојчев со број 14 и Камшиев со број 15. Измина 1 минута и 20 секунди од првата четвртина. Резултатот со поените на Крсте Вапски од првата минута 2:0. Првиот судија на овој надпревар, Димовски, суди Чекори. Заедно со него судат уште Јовановски и судијката Никочевиќ. Многу пати во оваа сезона дамата Никочевиќ суди на надпреварите на КК Тетекс. Крстевски, Теофиловски, Јаневски. Оставен сам во салата 8 септември, Јаневски промашува за 3. Ја прибираат оваа топка Чадиев и Куртуловиќ заедно. Сега за 2 промашува Чадамов. За 3 каков бунар на Крстевски. Големо промашување. Нервозен на почетокот домашниот тренер Никола Ристос, и како е да не биде кога овој надпревар практично е да се биде или не за екипата на Тетекс. Во досегашниот тек на првенството, првите 10 кола имаат само една победа, и тоа против последно пласираниот Куманово, кој што нема пак ниту една победа, порази од сите екипи. За излезот на табелата во втората лига нешто повеќе и за таа втора екипа од Куманово. Со број 0. Тројка на Митев. Гостите за прв пат во водство, 3:2. Освен ако не газеше на линијата, гледам на семафорот, се уште е 2:2. Теофиловски. Јаневски. Глегува Јаневски. Убава рампа таму на Бојчев, капитенот. Изминаа 3 минути од првата четвртина. 2:2 на семафорот. Се игра тврдо во почетните минути. Убаво прими топка тамо Теофиловски, сега ја краде, за момент штета. Фаул од одбрана, така е. Фаулиран беше Чадамов. Мислам дека ова е втора лична грешка на
Јаневски Славиша. Чадамов уфарили, а Митев со топката. Уште еднаш Чадамов. За малку двојно водење тука. Сега за 3. Не успеа таму. Со број 6. Картуловиќ, а на спротивната страна Шуменковски запишува први поен. Фаулирање таму Митев. Ќе ми простите малку. Овој надпревар го коментирам со настинка. А и како да не биде така кога кошаркарското првенство во Македонија, кога зборуваме за сите 3 лиги и за младински категории, се игра во најладните месеци. Почнуваат средина на октомври, првиот дел завршува крај на декември, потоа првенството ќе започне вториот дел во почеток на февруари, а ќе заврши некаде на почеток средина на април. А кога цела Европа игра во мај и јуни плейоф надпревари, се игра Final Four надпревари, во NBA лигата во мај месец се играат оние плейоф надпревари, тука кај нас првенствата се одамна завршени, а се игра, велам, во најладните месеци. Мислам дека на таа тематика треба многу да се размисли. Сега Крстевапски постигнува поени, при тоа фаулира. Четврти поен на Крстевапски. Има можности за пети. Така е, пети поен на Крстевапски. 7-4. Овој надпревар уште еднаш ќе потенцирам од исклучително значење за екипата на Тетекс. Да фати приклучок, би рекол, во борбата за опстанок. Предпоследна на табелата. Нашиот тим со нога играше таму. Со број 6 Картуловиќ. И прв тайм-аут на надпреварот. Можност да кажеме дека овој пренос го следиме на YouTube каналот на Тетовски спорт благодарение на Vibe Production, кој што до сега имат неколку успешни настапи. Последниот беше во Македонската опера од Балет, каде што гостуваше стендап комичарот Неша Бриджис, а веќе на 12 јануари во Македонската филхармонија вија носат познатата српска звезда Јелена Томашевиќ. На време обезбедете си билет, затоа што картите се повеќе од половина веќе продадени. За понатаму следат уште нови возбудувања, некаде околу 8 март, најверојатно на 9 март ќе гостува и Борис Новковиќ. За дополнителните термини секако и во вториот дел на сезоната. И секако пица и кек сервис Јани ФМ, најдобрата пица и пастрмајлија во нашиот град. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Пица и кек сервис Јани ФМ нудат и домашно сготвено јадење секој работен ден, нудат и благи по порачка, може да си порачате за вашата слава. А има и роденденски пакет за најмладите, парче пица, парче торта или колаче по избор и парче сокче, нормално цена по договор. Надпреварот може да продолжи. Теофиловски до крај. Обаво пробивање на Теофиловски. Први негови поени. Пробив со број 5 го излече овој шут Чадамов, четврти негов поен.
9:6 на средина на првата четвртина. Скромна со поени до сега четвртина. Промашува за 3 Шуменковски. И фаул во напад. Така е. Убаво се постави Теофиловски со двете нозе на земја. Надвор од оној полукруг под домашниот кош. Ќе биде можност домашниот тим да ја зголеми ова предност. Први измени кај гостите со број 11 за прв пат во игра Младеновски. А Јаневски се враќа во игра кај домачините. Треба да биде внимателен, веќе има две лични грешки. Интересно, Крстевапски го предводи нападот на Тетекс, највисокиот во домашниот тим. Убаво се гради Крстевапски до Крстевски блокиран. Убаво, убава антиципација таму, краде топка Јаневски. Ѓорчевски смирува сега. Ѓорчевски. За момент краде топка нововлезениот Младеновски. Уште 11 секунди за напад на домачините. За момент блокира тамо Камшиев со број 15. Вапски се гради под противничкиот кош, вади до Шуменковски, овој уште еднаш за 3 и повторно промашува. Младеновски на спротивната страна, за 2, неуспеш. Фаул во напад, така е, судиката Никочевиќ покажува дека премногу сила употребил таму Картуловиќ во нападот, во обид да си обезбеди подобра позиција по промашувањето на Младеновски. Теофиловски повторно во игра, а нападот го предводи Александар Ѓорчевски. Јаневски. Теофиловски сам промашува Теофиловски. Се бори тамо Крстевски. Борбено Крстевски освојува топка. Јаневски сега за 3. Висока парабола, но бунар на Славиша Јаневски. Контрнапад на гостите. Младеновски се мести за 3. Промашува Младеновски. Топката од добрачот во аут. Нов напад за екипата на Тетекс. Јаневски. За 3. Еве ја тоа. Тројка на Теофиловски. Пети негов поен. На 3 минути до крајот на првата четвртина, 12:6. Сега со број 5. Оставен сам во салата 8 септември, Чадамов, 7 негов поен. Криминално во одбраната домачините. Веднаш казнети. Со нога играше таму Чадамов. Нови 14 секунди. Ѓорчевски до Теофиловски. Ѓорчевски за 3 сега. Излегува оваа топка од обрачот. Највисок Шуменковски не му годи на почетокот, по оние први 2 поени. Некако подзастана. Младеновски сега. Убаво се загради под противничкиот кош, тоа е Петровски. Со број 12. Во меѓувреме тој влезе во игра. Шуменковски. Ѓорчевски. Шуменковски уште еднаш за 3. Не оди. Кога не оди? Не оди. Би рекол еден наш познат спортски коментатор.
Убава рампа на Крстевски, но судијата Јовановски процени дека има и фаул. На линијата за слободни со број 0 Митев. За прв пат во игра кај домачините и Николовски. Успешен само во првото Митев, трет негов поен. Израмнува на 12-12. Крстевски до Вапски. Фаулиран Вапски. Од Чадамов, поголема борба, се снајде Теофиловски. Изненадува Крстевапски на почеток на надпреварот од слободни фрлања, 3 од 3. На 1 минута и 30 секунди до крајот на првата четвртина, 14-12. Чадамов сам против Шуменковски, неуспешен. Сега Теофиловски. Сега со 5 бека во игра екипата на Тетекс. Интересна ситуација. Штета ова убава акција, асистенција на Јаневски, неја кренусива со поени Шуменковски. На спротивната страна не казнува за момент Митев, но ќе има можност од зеленијата за слободни фрлања. Јовановски, судијата, покажува кон запичничката маса, кон делегатот Зоран Илиевски, поранешен играч на КК Тетекс. Митев овој пат успешен во двете слободни фрлања. Нов тайм-аут. Можност да кажам дека во ова 11-то последно коло од есенскиот дел на првенството, освен надпреварот помеѓу екипите на КК Тетекс и Борец Баскет, се игра уште денеска во Прилеп. Мега Баскет го пречекува работнички. Вчера маđари на домашен терен ја совлада екипата на Ангели 76-68. Соколи на домашен терен го победија Водно Санс 125-100, еден NBA резултат. И во Скопје екипата на Шкупи, интересно, загуби на домашен терен од МКК Куманово 60-82. Еден од интересно е затоа што тоа е во последното коло 11-та победа на екипата на Куманово, предводена од поранешниот македонски селектор Марин Докузовски. 11 од 11 во есенскиот дел. Во минатото 10-то коло, да кажеме дека екипата на Тетекс гостуваше во градскиот парк во Скопје кај работнички, загуби минимално 80-72. Во надпревар со директен конкурент, тоа беше трета победа на екипата на работнички. Убава акција се на екипата на Тетекс. Нови поени на Крстевапски, 9 поен. Младеновски на спротивната страна.
додава до Митев. Картолович со поени. Еве првите поени на играчот со број 6. Израмнува на 16-16. Јаневски повторно оставен сам за 3. Ова беше фаул. Сега Николовски за 3. Тројка на Николовски. Во последните секунди на првата четвртина Николовски ги поставува конечните 19-16. Во првиот дел зборував за минатото коло, каде што освен екипата на освен надпреварот на екипата на Тетекс во градскиот парк, каде што рековме загуби со 80-72, се одлига и следниви надпревари. Во Односанс на домашен терен ја победи екипата на Куманово 2009 115-60. МКК Куманово победи Маđари во Куманово 64-57. Тесен резултат со оглед на тоа што МКК Куманово е изразет фаворит на сите надпревари. На домашен терен екипата на МЗТ Скопје, вториот тим, ја победи екипата на Мегија Баскет со убедливи 103-67. Борец Баскет, денешниот противник на Тетек, загуби на домашен терен од Шкупи 60-68. И екипата на Ангели дома ја совлада екипата на Соколи 97-79. Реков, во ова првенство интересно е тоа што екипата на Куманово во ова коло требаше да го игра надпреварот вчера на домашен терен. Екипата на Куманово 2009 не го играше на домашен терен, а тој е втор надпревар кој што екипата на Куманово 2009 не го игра на домашен терен. Сигурно поради недостаток на финансиски средства и веќе тоа ќе биде втор службен пораз, најверојатно дисквалификација на екипата на Куманово 2009, екипа која што во сите 11 кола има 9 порази, 2 надпревари загубени службено, фактички 11. Од 11 порази постои голема можност да биде избришана од вториот дел екипата на Куманово, да не ги доигрува надпреварите. Нема ништо тоа да промени во второлигашката конкуренција, само наместо две ќе отпаѓаат една екипа најверојатно. Ќе го видиме тоа. Штета, каков зицер сега промашува на почетокот на вториот дел Теофиловски. Младеновски во против напад. Греши. Сега Теофиловски повторно, само овај пат не греши Теофиловски. Не греши два пати Теофиловски. Тетекс води со 21-16. Младеновски. На крај топката до Митев. Комбинираат гостите со број 14, капитенот Бојчев. Бојчев. Преостар во овој дуел Николовски со Бојчев. Почеток е на втората четвртина. Сега со број 15 таму. Мислам дека ова е грешка на судиката Никочевич. Ми се чини дека таму е последен играше еден од домашните кошаркари. Се случува ова, не беше намерно. Сигурно, може би ја не сум 100% сигурен. Како и да е, ова е ненамерна грешка. Ја сме следели овде надпревари каде што, како што беше, например, минатиот надпревар на екипата на Тетекс против Маđари, кога имаше тенденциозно судење на скопските суди, кога екипата на Тетекс во дуел со скопска екипа, значи скопската екипа имаше изворедна помош од председ првиот судија, популарно наречен Шубара. Интересно овој пролигашки судија, зошто бил
делегира на тој надпревар. Јас сум само коментатор и можем да коментирам она што го гледам на паркетот. А моето име било и сегогаш ќе биде Чеде Јанчевски. Сега Младеновски губи топка, Николовски во против удар, Николовски оди сам Николовски, убаво додавање на Николовски до Теофиловски. Не успева Теофиловски. Контранапад. Младеновски за 3 не успеа. Митев фаулиран неколку пати ја прибира топката со офанзивен скок и што еднаш ќе биде на линијата за слободни фрлања. Велам, да го продолжам јас на обетот од претходном, доколку екипата на Куманово биде сфрлена од втората лига, екипата на Тетекс ќе остане без ниедна победа. Затоа велам, овој надпревар е од да се биде или не, или од исклучително значење за екипата на Тетекс да забележи победа и да се приклучи во борбата за опстанок. Добро, сигурно ќе им дојде и ова пауза до пролетниот дел, можност уште повеќе да се консолидираат, да тренираат како што треба, за поспремни да го пречекаат оној втор дел. Но најпрви да го проследиме овој надпревар. Митев намали со двете слободни фрлања на 21-18. Вапски прима топка. Сега Ѓорчевски за 3. Оди оваа тројка на Александар Ѓорчевски. Да се разигра Ѓорчевски ќе биде добро. Со број 12 сега. За 3 шутираше Петровски, непрецизен. Тайм-аут на 7 минути 13 секунди од втората четвртина, резултат 24-18. Добро, можност уште еднаш ние да кажеме дека во соработка со Тетовски спорт надпреварите на КК Тетекс ги следите благодарение на пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Пица и кек сервис Јани ФМ нудат и торти по нарачка, благи по нарачка за сите ваши прослави. Може и секој работен ден да си поминете од пица и кек сервис Јани ФМ или да си нарачете домашно сготвено јадење. И секако Music Bar Vibe и Vibe Production. Младите знаат дека Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град. Најдобрата забава во текот на викендот. Секогаш со настав во живо, дали на некој диџеј, дали на некоја група, го имате токму во Music Bar Vibe. Заврши тајмаутот. Четиринаесет секунди до крајот на овој напад. Уфарла Ѓорчевски, Николовски сега. Николовски за 3. Неуспешен Николовски. Бојчев.
Чадамов долго време со топка. Картолович сега. Убава асистенција на Картолович до Камшиев. Мислам дека ќе биде тоа, не се обиде Камшиев да постигне поени, ќе биде тоа нови 14 секунди. Подолго време 24:18 на семафорот. Промашува Чадамов. Теофиловски. Карстевски. Ѓорчевски. За 3. Нова тројка на Александар Ѓорчевски, како да го прозвав пред малку. Преагресивен во нападот Камшиев. Убаво се постави во одбраната и Ѓорчевски. И Зафировски во игра. Сега Ѓорчевски. Фаулиран од Митев. Ова се минути на ветеранот во екипата на Тетекс, Александар Ѓорчевски. Да кажеме дека своевремено, една или две сезони, не сум баш сигурен, настапуваше и за екипата на МЗТ Скопје. Зборувам за првиот тим на МЗТ Скопје. Неуспешен во второто слободно фрлање Ѓорчевски. Седми негов поен, со тој седми поен носи двоцифрена предност на екипата на Тетекс за прв пат на овој надпревар, 28:18. Екипата на Тетекс го исполнила бонусот. Ќе бидат тоа две слободни фрлања за Чадамов. Многу брзо. Тетекс го исполни бонусот во оваа втора четвртина. Успешен во двете слободни фрлања Чадамов. Девети негов поен, најефикасен кај гостите. Лесно ја продада оваа топка екипата на Тетекс со елементи на Чекор и Чадамов. Бојчев вади до Картулович, овој за 3 промашува. Сречно топката до Митев. Убава коректна одбрана на Крстевски. Зафировски сега. Теофиловски. Ѓорчевски сам за 3. Уште една тројка на Александар Ѓорчевски. 10 негов поен и повторно двоцифрена предност за екипата на Тетекс, 31:20. Чадамов. Митев. Картулович сега. Уште еднаш прекраток Картулович. Зафировски. Ѓорчевски. Повторно за 3. Овој пат непрецизен. Не треба тоа да го обесхрабри.
Борбен Вапски по промашувањето на Чадамов. Вапски прима топка до Теофиловски. Зафировски за 3. Еве ги првите поени на Зафировски. 34-20. Бојчев сега за 3. Промашува Бојчев. Со број 12 Петровски, четврти негов поен. Тайм-аут на Никола Ристовски, сака најверојатно да ги одмори кошаркарите. Нема голема ротација на овој надпревар. Како што гледам, капитенот Костовски влече некоја повреда, сигурно до претходниот период. Го нема другиот Јаневски од гостивар, Бранко Јаневски, да помогне во борбата под обрачите. И веднаш ротацијата во екипата на Тетекс е скратена. А ние овој тайм-аут пак повторно ќе го искористиме да подсетиме дека преносот го следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи, најдобрите во нашиот град, Music Bar Vibe или Vibe Production. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање. И секако Пица и кек сервис Јани FM, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Не рачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. 34-22 на 3 минути и 47 секунди до крајот на полувремето. Јаневски. Комбинираат Вапски и Јаневски. Топка прима Ѓорчевски. Ѓорчевски до Вапски. Фаулиран Крсте Вапски од Бојчев. Ќе биде тоа нови две слободни фрлања за Крсте Вапски. Четири од 5 од линијата слободни фрлања на Крсте Вапски, 10 негов поен. За момент Шуменковски краде. Вратена топка во предно поле. Нов напад за екипата на Тетекс. Јаневски во дуел со Бојчев. Во бонус е двете екипи, ова ќе бидат две слободни фрлања за Славиша Јаневски. Деконцентриран Јаневски. Успешен во второто фрлање, прв негов поен. 36-22.
Чадамов до Митев. Овој до Петровски. Седе блокира Чадамов. За 3 Чадамов. Неуспешен Николовски прифаќа топка. Убава асистенција до Шуменковски. Конечно и Шуменковски да проработи. 38-22 убаво водство на екипата на Тетекс. Сега Младеновски постигнува поени. Фаул на Зафировски, че има и дополнително слободно фрлање. Први поени на Младеновски. Триесет и 8-25, на нешто повеќе од 2 минути до крајот на полувремето. Јаневски. Убаво Јаневски го измести од местото противничкиот кошаркар, го помина со серија дриблинзи и тој ветеран во поодминати кошаркарски години, но сепак каква асистенција на Крстевски. Четириесет спрема 25. Ова беше добра можност уште повеќе да се зголеми резултатот. Младеновски. За 3. Оставен сам Младеновски. Го тестираа неговиот шут домашните кошаркари и овој погоди. Николовски. За 3. Даваат можност да се вратат во игра. Двата пати промошиваат, по трет пат не грешат гостите. 11 поен на Чадамов. Четириесет спрема 30. На брзина 5-0 серија на гостите. Бабски фаулиран од Младеновски. Ова требаше во овие моменти да се прекине серијата на борец од Велес. Еден од два за Вапски од линијата слободни фрлања, 11 негов поен од ногата на Младеновски. Нов напад за екипата на Тетекс. Крстевски ја пренесува топката. Шуменковски. Чисти фаул, ова повлечен беше Шуменковски за раката од Чадамов. Не знам зашто толку долго им требаше на судиите да го видат тоа.
Успешен Шуменковски од двете слободни фрлања, 6-ти негов поен. Младеновски. Можат гостите да држат топката до крајот на полувремето. Уште 5 секунди. 1 секунда. Шуменковски за 3. Неуспешен. И со резултат 43-30 завршува првото полувреме. Или само во втората четвртина 24-14 за екипата на Тетекс. Убави 13 поени предност на полувремето. По вообичајната пауза од 15 на минути, повторно сме со слика во салата 8 септември во Тетово. Почеток на второто полувреме од последното коло од есенскиот дел на втората машка кошаркарска лига помеѓу екипите на КК Тетекс и КК Борец од Велес, Борец баскет од Велес. На почетокот веднаш поени. Младеновски запишува 8 негов поен. Јаневски. Теофиловски, повторно Јаневски. Блок му прави Вапски. Јаневски. Убава асистенција до Вапски, овој вади до Шуменковски. Шуменковски ја губи топката. Убаво уште еднаш, како и во првиот дел, Јаневски повторно чита додавање од гостите. Години и години во искуство се во прашање. Од линијата за слободни фрлања Теофиловски погаѓа за 9 негов поен. 45-32. По 2 поени на двете страни во првата минута. Краде топка Шуменковски. Јаневски, Крстевски, сега Теофиловски. Крстевски. 2 секунди Вапски за 2. Каков поен на Крсте Вапски. 13 поен на Крсте Вапски. Во NBA стил би рекол со скок наназад. Сега Митев против Крстевски. 9 поен на Митев, че има можности за 10 по фаулот на Крстевски. Митев неуспешен од дополнителното слободно фрлање. Јаневски. Веднаш ја увиде грешката Јаневски. Изминаа 2 минути од третата четвртина, се извинувам. 47-34. 4-4 само во овој трет дел. Чадамов сега. Чадамов за 3. Неуспешен Чадамов. Јаневски. Вади во Вапски. Вапски сега. Ја загуби топката Вапски. Играше со нога. Крсте Вапски. Младеновски. Убав пробив на Младеновски. 10 негов поен. Преагресивни во одбраната
Гостинските кошаркари со број 14 капитенот Бојчев чинам направи фаул и веднаш излегува од игра. Со број 8, ако добро забележувам, прв пат во игра е Димов. Да видиме што се чека само. Карстевапски прима топка во дуел со навлизениот Димов, сега Шуменковски. Блокиран од Димов. Шуменковски. Неуспешно додавање. Чадамов до Димов. Сега повторно Младеновски. Младеновски сега за 3. Уф, каква тројка на Младеновски. Иако делува комотно, ние 13 предност на полувремето, сега екипата на Борец Баскет од Велес намалува на 47-39. Прв тајмаут во третата четвртина за домашниот тренер Никола Ристовски. А добра можност ние кажеме дека овој пренос го следите благодарение на нашите верни пријатели и поддржувачи. Најдобрите во градот, пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрамајлија, домашно сготвено јадење секој работен ден и торта и благи по нарачка. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000 и секако Music Bar Vibe и Vibe Production. Младите знаат добро дека најдобрата пица и пастрамајлија во нашиот град, односно најдобрата забава, се извинувам, во нашиот град е токму во Music Bar Vibe, кој што премина во Vibe Production. Vibe Production кој што има многу успешни настани до сега, концерт на Црвена јабука во Јане Сандански, гостување стендап код мичарот Неша Бриджес, а она што е најновно и што треба да го забележите во вашиот календар е 12 јануари и гостување во Македонската филхармонија на Гласот, кој што не смеете да го пропуштите, а тоа е Јелена Томашевиќ. Сега Јаневски со уште еден фаул, не знам кој поред му е овој фаул, трети или четврти сигурно. Првите два ги направи во првите минути од надпреварот. Ѓорчевски повторно во игра. Како добро ви дошли уште две негови тројки. Убаво одбрана сега, фаул во напад на Димов, така е. Убаво играше одбрана таму Теофиловски, така треба да се игра максимално во одбраната. Ѓорчевски. Јаневски. Јаневски спушта до Вапски. Вапски губи, посвојува топка, шут за 3. Неуспешно Јаневски, висок скок на Митев. Сега Младеновски. Младеновски комбинира со Димов. Димов за 2. И Димов се запишува во листата на стрелците, нововлезениот. Димов намалува на 47-41. Многу брзо гостите се враќаат во игра на овој надпревар, а брзо се топи предноста на домаќините. Ова Вапски пробива сега. 15 поен на Крстевапски. Ја користи неговата сила и брзина. Краде Ѓорчевски убаво тука
го предвиде тоа додавање. Измена и во двете екипи. Зафировски во игра кај домачините, кај гостите со број 12 Петровски. Теофиловски. Ѓорчевски. Ѓорчевски не успеа за 3. Останува екипата на Тетекс во напад. Нови 14 секунди. Теофиловски за 2. Неуспешен Теофиловски. 49-41 на средина на третата четвртина. Не успеа Чадамов. Зафировски до Ѓорчевски. Теофиловски се. Зафировски. Теофиловски. Убаво пробива Теофиловски. Штета не завршува со поени. Митев. Неуспешен за 3 Чадамов, сега Митев за 2 и тој неуспешен. Осторовив Митев, уште еднаш неуспешен. Конечно топката кај Крсте Вапски. Ѓорчевски. Фаулиран од Петровски, чисти фаул. Чисти фаул, не знам зошто се суди. Убава одлука. Добра, правилна одлука на судиката Никочевиќ. Во консултација судиите дали екипата на Борец од Велесево го исполни бонусот, тоа ќе бидат 2 слободни фрлања за Крсте Вапски. Вапски успешен во двете слободни фрлања. 17 негов поен. За 2 Младеновски се разигра Младеновски во ова второ полувреме. 15 негов поен. Вапски Младеновски најефикасни во своите тимови. 51-43. 3,5 минути до крајот на третата четвртина. Лесно поминува Теофиловски, вади до Крстевски, Крстевски за 3. Нема тројка. Митев. Чадамов. Чадамов со неговиот 13 поен. Ѓорчевски сега. Зафировски. 8 секунди. Зафировски не успеа 3, но борбен таму Крстевски со скок. Ѓорчевски. За 3 сега Ѓорчевски. Неуспешен. Последен со топка играше таму, мислам, Чадамов, а на повреда се жали Крсте Вапски. Се надевам дека нешто не е ништо сериозно. Затоа што тој е единствениот висок играч во екипата на Тетекс. Излегува Крстевски, на негово место Шуменковски. Теофиловски. Вапски. Убаво се уфарла Шуменковски. 8 поен на Шуменковски. 53-45. Не се во бонус домашните кошаркари. Добар, така наречен мал фаул во оваа трета четвртина.
Митев до Младеновски, овој за 3. Прекраток Младеновски. Теофиловски сега. Ѓорчевски. Ѓорчевски фаулиран, ќе видат тоа две слободни фрлања, искусно извлече фаул Александар Ѓорчевски. Си поигра топката на обрачот во ова прво слободно фрлање. Единаести поен на Ѓорчевски. И тајмаут прво второто полувреме на гостинскиот тренер. Пица и кек сервис Јани ФМ и Music Bar Vibe, односно Vibe Production, спонзори на овој пренос. Кога на домашен терен екипата на КК Тетекс ги игра над преварите. Пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастрмалија во нашиот град. Нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. И Music Bar Vibe, младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град, а и во текот на неделата поминете прекрасни моменти со одличниот персонал во Music Bar Vibe. Секогаш во Music Bar Vibe интересна музика за слушање, би рекол, и никогаш нема да слушнете од она турбо фолк или шунт музика. И затоа и јас посебно ги респектирам Music Bar Vibe и многу често го помируваме и моето време таму. Заврши тајмаутот. 54-45, 9 поени предност. Добро е што кошаркарите на Тетекс успеваат сега да држат одредена предност во ова второ полувреме. Како тргна гостите во третата четвртина, реков дека многу брзо ќе следиме неизвестен надпревар, но уште еден промашен напад на гостите, контра. Зафировски промашува чист зицер, штета. На спротивната страна казнува Митев, 11 негов поен. Митев агресивно влезе во дуел со Ѓорчевски. Мислам дека имаше судир глава со глава. Очигледно главата на Ѓорчевски многу потврда од онаа на Митев. Ѓорчевски му пружи рака, но Митев ново и тоа го одби, навистина неспортски потек на Митев. Дванаесети поен на Александар Ѓорчевски. Чадамов сега со топка. Митев за 3. Бунар на Митев. Малку се изнервира, сакаше веднаш да врати со тројка. Митев неуспешно. Сега Ѓорчевски. Заглави и тој. Младеновски.
Јаневски фаулира, добро. Се уште Тетекс не го исполнил бонусот. Ќе видите топка од страна. Зафировски со број 13 кај гостите беше фаулиран. Митевски против Зафировски. Лесно поминува Митев, но не постигна поени. Каква рампа на Шуменковски. Но судиката Никочевиќ го процени тоа како фаул за 3 поени. И така е, че има 3 слободни фрлања за Младеновски. До крајот на третата четвртина има точно 24 секунди. Има можност екипата на Тетекс до крај да ја држи топката. Младеновски успешен во сите 3 слободни фрлања. 18 поен на Младеновски, интересно не беше во првите 5, а е најефикасен кај гостите. Може да ја држат, како што реков, топката до крајот на четвртината, тоа и го прават играчите на Тетекс. Ѓорчевски, уште 5 секунди. Ѓорчевски блокиран, уште само 2 секунди до крајот на третата четвртина. Убаво се снајде Теофиловски под противничкиот кош. 57 спрема 50. После 30 минути игра во салата 8 септември во Тетово, само оваа трета четвртина екипата на Тетекс постигна скромни 14 поени, додека гостите постигнаа 20. Па половина од предноста на домаќините се стопи и остануваат последните 10 минути да го одбранат ова водство. А ние уште еднаш да кажеме дека спонзори на овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт се нашите верни пријатели поддржувачи Пица и кек сервис Јани Ефен, највкусната пица и пастрамалија во нашиот град. Секој работен ден нудат домашни изготвени јадења. Може да си порачате и торта и блага во Пица и кек сервис Јани ФМ, а сето тоа го нарачувате на добро познатиот телефонски број 075-909-000 и секако Music Bar Vibe, односно Vibe Production. Младите знаат зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град, а Vibe Production ви ја носи на 12 јануари Јелена Томашевиќ во Македонската филхармонија. Побрзајте, веќе повеќе од половина од влезниците се продадени. Билетите може да ги купите на ticketx.mk. Очекуваме старт на последниот дел. Екипата на Тетекс влегува со предност од 7 поени. Теофиловски, Јаневски, Ѓорчевски сега, Карстевапски, Апски губи топка, Чадамов со чекори, ова се чекори, што судеше
Судијата Ивановски вели фаул претходно на Теофиловски, ќе биде тоа 2 слободни фрлања. И ајде да му веруваме. Не ги коментирав многу судиите на овој надпревар. Судиите од Скопје. Нема ни потреба, знаете ли зошто? Затоа што екипата на Тетекс не игра против скопска екипа, па како на минатиот надпревар кога популарниот Шубара имаше многу контроверзни одлуки на штета на домачините, а во корист на екипата на маđари. Се играат екипа од Тетово и екипа од Велес, така што и да се случи некоја грешка, тоа е ненамерна. Верувам и морам да кажам дека добро го водат овој надпревар судиската тројка Димовски, Јовановски и Никочевиќ. Сега Ѓорчевски. Додава до Вапски. Вапски за 2. А неуспешен Вапски. 57-51. Само еднаш беше успешен Чадамов претходно. Повторно тој. И повторно фаул. И повторно само неуспешен Чадамов во второто слободно фрлање. Судиката Никочевиќ покажа држена топка. Нов напад за гостинските кошаркари. Сега за 3. Не успеа таму Чадамов. Теофиловски. Теофиловски до крај. Штета не поправа ни Вапски. А не оди во ова последна четвртина. Двојно водење, така е. Чадамов ја водеше топката. Застана, ја прифати со 2 раце за шут на 3 и после продолжи понатаму да ја води топката. Интересна ситуација и каква грешка таму на Чадамов. Односно на Младеновски, се извинам, со број 11 Младеновски. И Чадамов и Младеновски носат и хула-хопки и под дресот тенка црна блуза, затоа потешко ги разликува. Ѓорчевски сега за 3. Не успева Ѓорчевски. Митев за 2. И Митев намалува на 57 спрема 54. 13 поен на Митев. После изгледа ќе следиме интересна последна четвртина. Вапски неуспешен, но борбен Крсте Вапски. 19 негов поен. Чадамов, па со број 13, тоа е Зафировски. Сега Митев за 2. И повторно од постпозиција успешен Митев, 15 негов поен. И повторно само 3 предност за Тетекс, 59-56. Теофиловски. 13 поен на Теофиловски. Чадамов на спротивната страна. Младеновски. Зафировски до Митев. Дали на ист начин ќе се обиде Митев, да?
И повторно успешен. Петнаести поен на Митев. Вапски сега си создаде позиција, но греши Крсте Вапски. Контранапад сега Чадамов. 17 негов поен. 61 спрема 60. Ѓорчевски за 3. Во вистински момент Александар Ѓорчевски ја запали мрежичката. 15 негов поен, 64-6. Чадамов до Митев. Прекршок на Крсте Вапски. Како да снема сила кај домашните кошаркари? Младеновски. Блок му прави таму со број 8. Димов. Промашува Младеновски, сега Крстевски. Каково ова додавање на Крстевски. Повтор пат на овој надпревар, непотребно ризикува во додавањето. За 3 поени. Играчот кој никој не очекуваше од голот. Зафировски први негови поени во 35-та минута. 64-63. Теофиловски. Поени на Теофиловски, а фаулиран од Митев. 17 поен на Теофиловски. И нов тайм-аут. 66-63 со овие поени на Теофиловски. На средина сме од последната четвртина, че следиме сигурно исклучително интересна завршница на овој надпревар. А и овој надпревар го следиме благодарение на пица и кек сервис Јани ФМ, највкусната пица и пастромалија во нашиот град. Домашно сготвено јадење секој работен ден, благо и торти по нарачка и роденденски пакет парче пица, парче торта или некое колаче и сокче по избор. А се договарате за сето ова на добро познатиот телефонски број 075 909 000. И секако Music Bar Vibe, младите знаат зошто. Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање и најдобрата забава во текот на викендот се случува токму во Music Bar Vibe, кој што неодамна премина и во Vibe Production. Мора да го најавиме следниот настан, а тоа е гостувањето на српската поп дива Јелена Томашевиќ на 12 јануари во Македонската филхармонија. Побрзајте, набавете си добро место. Купете си билет на ticketx.mk. Дополнително слободно фрлање за Теофиловски. Осумнаести поен на Теофиловски. Шестдесет и 63. Младеновски. Чадамов за 3 неуспешен. Теофиловски. Ѓорчевски. Со нога играше таму
Митев. Нови 14 секунди ќе биде тоа за екипата на Тетекс. Вапски. Теофиловски. Ја загуби оваа топка Теофиловски, штета. Зафировски за 3, повторно се охрабри. Овој пат промашува. Ја прибира оваа топка Ѓорчевски. И ја губи оваа топка Ѓорчевски. Сега Чадамов. Младеновски за 3. Неуспешен и тој. Висок скок на Крстевски, не треба да се брза. Не треба да се брза така. Префача топка Теофиловски. Чинам дека гостискиот тренер ги советувал да го удвојуваат. Вапски прифаќа топка, фаулиран Крсте Вапски од Младеновски. Топка од страна, 3,5 минути до крајот на надпреварот, 4 поени разлика за екипата на Тетекс. Теофиловски. Пробива Теофиловски, уште еднаш фаулиран. Во двочекор беше, треба да видат ова, 2 слободни фрлања, да видиме. Судијата Јовановски точно покажува 2 слободни фрлања. Пети фаул на Младеновски. Неефикасниот играч кај гостите со 18 постигнати поени. Излегува од игра. Смирен Теофиловски во најважните моменти. Два од 2 на Теофиловски, 20 негов поен. Најефикасен на надпреварот. Плюс 6 за екипата на Тетекс. 69. 63 промашуваат гостите, освојува топка Крсте Вапски, не треба да се брза сега. Времето работи за екипата на Тетекс. Шуменковски, Теофиловски. Теофиловски фаулиран од Зафировски. Ќе видат тоа нови 2 слободни фрлања. Ќе имаме нов тайм-аут. Не забележа само кој го побара. Мислам дека домашниот тренер. Ристовски на 2 минути 50 секунди до крајот на надпреварот. Треба да се издржат овие последни 3 минути од надпреварот. Pizza и Cake Service, Јани FM и Music Bar Vibe, односно Vibe Production, нашите верни пријатели и поддржувачи, благодарение на кои го следите секој надпревар на екипата на Тетекс на YouTube каналот на Тетовски спорт. После ова коло, последно во есенскиот дел на шампионатот, следува пауза, па некаде средина на февруари продолжува пролетниот дел. Да се надеваме, можеби екипата на Тетекс со некое појачање пред се во обрачите може да ги засили своите редови во борбата за обстанок.
Промашува Теофиловски. Вториот пат успешен. 70 спрема 63. Спортски поздрав на крајот помеѓу капитенот Бојчев и Крстевски. 70-63. Со 21-иот поен од слободно фрлање на Теофиловски. Чадамов сега во бунар. Што судеше сега? Сега судијата Димовски суди техничка на клуп. На клупата на Тетекс. Не знам сега каков авторитет сака да покаже судијата Димовски. Ако за ова се давало техничка грешка, мислам дека како реагираат сите тренери на судиски одлуки, тогаш касата на Кошаркарската федерација на Македонија била до врв полна ако се суди секоја реакција на тренерите, но ајде како и да е. Намалуваат гостите на 70-64 на 2,5 минути до крајот. Теофиловски. Му краде топка таму Чадамов. Митев во ролинг. Успешен Митев со неговиот седумнаести поен. На спротивната страна фаулиран Теофиловски, нови две слободни фрлања, а гостите дојдоа на само минус 4, 70-66. Повторно мора да биде максимално сконцентриран Теофиловски. Во меѓувреме Митев со пета лична грешка го напушта теренот. Добро е тоа за овие последни 2 минути. А Теофиловски 23-ти негов поен. Смирен кога е најпотребно од зад линијата за слободни фрлања. Чадамов сега за 3. Неуспешен Чадамов. Теофиловски, Вапски, треба да го трошат времето. Треба да го трошат времето до крајот. Имаат солидни 6 поени предност. Сега Крсте Вапски. Непрецизен од непосредна близина. Но Крстевски е да видиме сега што покажува судијата Јовановски. На 1 минута и 24 секунди до крајот на надпреварот имаме нов тайм-аут. Ќе бидат 12 секунди до крајот на надпреварот останати за екипата на Тетекс во напад. А ни ова веројатно една од последните паузи, уште еднаш да искористиме да кажеме дека спонзори на овој пренос на YouTube каналот на Тетовски спорт се Music Bar Vape, односно Vibe Production.
Mladите знаат добро зошто Music Bar Vibe е најдоброто место за уживање во нашиот град и најдобрата забава токму во текот на викендот е во Music Bar Vibe. А Vibe Production вие носи на 12 јануари Јелена Томашевиќ во Македонската филхармонија и секако најдобрата пицерија во нашиот град, пица и кейк сервис Јани FM. Највкусната пица и пастрамалија ја нарачувате на добро познатиот телефонски број 075 909 000. Петнаесет спрема 16 во последната четвртина. Израмната борба. Уфрла Ѓорчевски. Теофиловски. Уште само 5 секунди до крајот на нападот. Теофиловски за 3. Ле, како си поигра топката на обрачот, излегува. Штета. Контранапад. За 2 Чадамов. 20 негов буен најефикасен сјака и гостите Чадамов. Пренесуваат топка домачините. 72-68. Три секунди. Шуменковски блокиран. Измина. Не, ова ќе биде измина времето за напад. Ова треба биде рака на срце, ова треба да биде напад за екипата на Борецот Велес. Значи, блокиран беше шутот, немаше допир со обрачот и тоа треба да биде истек на нападот и напад за екипата на Борецот Велес, да бидеме, ако ги следиме кошаркарските правила, значи и да бидеме коректни. Нови 14 секунди доделуваат судиската тројка од Скопје. Не ја коментирам ниту ова одлука. Мојот коментар го кажав претходно. Теофиловски, Карстевапски, Шуменковски. 7-6 секунди. Со број 15 фаулираше Камшиев. 2 слободни фрлања за Теофиловски. Дваесет 4 секунди до крајот на надпревар, треба да одиграат само коректна одбрана на домашните кошаркари. Неуспешен во двете слободни фрлања. Чадамов за 3. Се види дека тоа ќе биде бунар. И за 2 промашува играчот со број 15 Камшиев. Фаулиран Теофиловски од Чадамов. На 6 секунди до крајот имаше можност екипата на Борецот Велес да го намали резултатот на само 2 поени предност, да ја направи овој надпревар со неизвестна завршница, сепак од непосредна близина таму Камшиев промаши. Слободни фрлања ќе има таму Теофиловски. После тоа уште еден напад на екипата на Борецот Велес, но кратко е времето да се направи некое чудо. Тука ќе го чекаме само
официјално формалниот крај на надпреварот и конечниот резултат. Уште од сега може да ви закажеме нови дружења со втората машка кошаркарска лига и со надпреварите на КК Тетекс од Тетово во пролетниот дел на првенството. Секако благодарение и на нашите верни пријатели, поддржувачи Pizza и Cake сервис Јани FM и Vibe Production. Успешен само првото слободно фрлање. Теофиловски за конечни 73-68 или 16-18 во оваа последна четвртина. Најефикасни кај домаќините Теофиловски со 24 поени, Вапски постигна 19, Ѓорчевски 15, Шуменковски 8, по 3 поени Зафировски и Николовски, како и Славиша Јаневски, кај гостите најефикасен Чадамов со 20, 18 постигна Младеновски, Митев 17, 4 поени Петровски, 3 Зафировски, по 2 поени Димов и Карталовиќ. Уште еднаш конечни 73-68, исклучително важна победа на екипата на Тетекс во борбата за опстанок. Ова беше надпревар да се биде или не, да задржа шансите за останување во втората машка кошаркарска лига со подобри нови ветришта во пролетниот дел од првенството и со, верувам, многу подобри партии на играчите на КК Тетекс. Ќе бидеме сите во исчекување на продолжение на надпреварите на втората машка кошаркарска лига. Од моје лично име и од екипата на Тетовски спорт, моето име е Чеде Јанчевски, од екипата на Тетовски спорт, а благодарение на нашите спонзори Vibe Production и Music Bar Vibe, односно најдобрата пицерија во нашиот град Pizza и Cake сервис Јани FM. Тука се одјавуваме, спортски поздрав и пријатно.